Добро. Добар ден, почитувани граѓани. Уште еднаш втор ден. Денеска од пресцентарот на ВМРО ДПМН. Уште еден лайв чат заедно со дополнителниот заменик министер магистар Гордана Димитриевска-Кочовска и доктор Душко Дуковски. Лайв четот инаку под мотото затоа што секој живот вреди, да им излеземе во пресред на граѓаните во однос на целата оваа криза која што ни се случува деновиве наназад со заразата од коронавирусот. Денеска имаме нова ситуација каде што веќе има 26 потврдени заразени со вирусот корона. Во моментиве видов некоја информација низ интернетот каде што докторот Дебарската болница јавно на Facebook постирал дека целиот персонал во амбулантата во Дебар испаднал позитивен на корона тестот и е заразен и ќе биде 2 недели под карантин, но сепак за тоа треба почекаме властите да излезат, институциите да го потврдат тоа, сепак е се уште на ниво на шпекулација додека не биде официјално потврдено. Денеска имаме уште една ситуација каде што над 200 граѓани на Република Македонија влегуваат и се носат директно во карантин, изолација, во касарната, во Криволак. Можеби ова е позитивна работа која што требаше одамна биде случена, можеби ова требаше да се случи со сите граѓани кои што доаѓаа од странските држави каде што имаше заразени со коронавирусот и е сепак некое задоцнување од страна на властите, но сепак во ваква ситуација никогаш не е доцна, И можеби пред 2 недели ова да се случеше, сите оние кои што влегува во Република Македонија да беа носени во карантини, во изолација, ќе се спречеше целото наширење на вирусот COVID-19, како што тоа во моментов ни се случува во Дебар, кој што е најпогоден. Во однос на новите потврдени случаеви на ниво на светската популација, 189.386 потврдени случаеви на зараза, 7.500 мртви и некаде околу над 80.600 случаеви кои што се излечени од вирусот COVID-19. Нормално покрај сите оние мерки кои што се превенираат за заштита на граѓаните, бидејќи нивното здравје е најважно, да превенираме да не се шири повеќе заразата и те како важен дел за понатамошно функционирање на општеството и оние економски мерки кои што ќе треба подоцна да бидат имплементирани, односно да се донесат за да се спаси економијата во Република Македонија, бидејќи нормално сепак здравјето, како што реков, на граѓаните е најважно, најпрвин тоа треба да се превенира, но веднаш потоа ќе мора да се размислува и на економијата во Република Македонија. Еве би сакал да отворам со прво прашање до министерката Гордана од граѓанин кој што праша какви ќе бидат последиците врз македонската економија на краток и на среден рок, односно какви ќе бидат едноставно последиците со се ова што ни се случува во моментов, едно ако може поопширно видување на работите да бидат запознаени јавноста и граѓаните што се ќе ни се случува во наредниот период. Значи какви ќе бидат состојбите во однос на економијата во идниот период, пред се ќе зависи од тоа колку ќе трае, да кажеме, кризата во Македонија, односно состојбава со заразените случаи, пандемијата и така натаму, но во исто време да не заборавиме дека Република Македонија е отворена економија. При тоа не само што зависи од тоа каква е состојбата со здравјето и со луѓето во Македонија, ќе зависи многу од тоа каква е состојбата со земјите со кои што Македонија комуницира, односно работи на економски план, пред се со оние од кои што увезува и со оние кон кои што извезува. Во изминатиот период, како резултат на мерките кои што ги превзема владата, услужните дејности речиси да не работат, туризмот исто така, транспортот има проблем, така да ова се првите дејности кои што ќе претрпат сериозни проблеми во идниот период. Тоа се дејности кои што не работат, ако излезете било каде ќе видите првин дека кафичите се на удар, хотелите откажани се еден куп тури, а ако ги погледнеме и податоците на Завод за статистика се гледа дека имало доста луѓе туристи од странство кои што доаѓале
и тие бројки не се занемарливи, понатаму транспортот како што спомнав, така да ова сигурно ќе остави последици. Сега кажав, колку тоа ќе трае зависи од многу фактори. Да речеме денес добив еден податок во однос на фабриката Кромберг и Шуберт во Битола. Еве да кажеме, таму немаме ниту еден заразен случај, ниту пак некаков проблем нели здравствен, но сепак како резултат на тоа што тие соработуваат со странство, а бидејќи таму каде што извезуваат пред се во Шпанија имало проблеми, се затвориле фабриките, ние пред некој ден они не ги испуштија, односно ги оставија луѓето дома, тоа е 1/3 од луѓето кои што работат во фабриката, а денес добив информации како резултат на тоа што во Германија не работат фабриките, уште 1/3 од луѓето се оставени дома. Значи една фабрика која што има 5500 вработени нели на неопределено, иначе стигнува до бројка од 6423 вработени, ќе работи со 1500 до 1800 луѓе, што значи по автоматизам дека еве имаме сериозен проблем кај нив, оптоварување на самата компанија, на незината профитабилност, а при тоа, пак ќе кажам, нема таму заболен од коронавирус. Да, конкретно во тој регион нема ниту еден заболен, но треба да се следи ситуацијата и да се почитуваат препораките од здравствените работници. Докторе, вам да ве прашам, бидејќи има прашања до вас, дали се подлежни повеќе, односно поголеми шанси има да заболат со вирусот и како треба да превенираат луѓето кои што имаат длабока венска тромбоза и срцев удар. Знам дека ова можеби не е толку во вашиот домен на работа, меѓутоа еве едно поопсежно образложение ако може, вклучително и за луѓето со малигни заболувања за кои што вие сте поупатен. Така. Благодарам и на поканата за учество во лайв стримот денеска. Ги поздравам сите кои што не следат. Би сакал да дадам на почетокот еден краток осврт, односно подсетување за сите што е тоа коронавирусот, односно COVID-19, коронавирус дизиз, како што е името на самото заболување. Подсетувањето е во однос на непознатите кои што ги имаме во моментот околу самиот вирус. Се работи за нов вирус, нова болест. Немаме претходни сознанија за истата, немаме значи сознание како се шири, која е контагиозноста, значи заразноста, нивото на заразност, како се третира најдобро или подобро и кој е степенот на смртност. Она што го знаеме во моментот, би сакал да подсетам, е дека вирусот се шири преку флигеови капки и преку директен контакт. Затоа мерките кои што се спроведуваат за превенција се многу битни во овој момент. Што сакам да кажам? Сознанијата се факти дека сапунот и дезинфициенците кои што се базирани на алкохол имаат способност да ја разрушат мембраната, обвивката на вирусот и со тоа да го уништат, односно да го подложат на уништување. Превенцијата, како што кажавте, е најбитното она во моментот кон кој што сите можеме да прибегнеме за да помогнеме во оваа кризна ситуација. Да не заборавиме, ова е кризна ситуација. Де факто, жариштето, како што кажавте, е во дебар, моментално, кај што имаме и кризна состојба. Меѓутоа, можеме и да сватиме дека цела Македонија е во кризна состојба. На удар се полицијата, војската и пред се разбира оние кои што доаѓаат први во контакт со самите болни, здравствените работници и соработници. По однос на сите хронични болни. Би сакал да кажам, значи не само срцевите заболувања или оние што респираторни хронични болести и слично, нормално дека се по дефолт, како за повеќето респираторни инфекции, кои што, односно вирусни инфекции кои што имаат респираторно зафаќање, се поподложни пациентите. Заради тоа и мерките се хроничните болни, болните со малигни заболувања и нели како ранливи категории да не одат на работа, се изземени од работен однос во овој момент. Кога говориме за пациентите со малигни заболувања,
Во основна, секој пациент со малигно заболување спаѓа во групата на имунокомпромитирани, имунодефициентни болни, односно со ослабен имун систем. Тие се една од најранливите категории во моментот. Последиците за нив би можеле да бидат многу сериозни. Практично тоа, поради тоа е и препораката истите овие пациенти исто така да не одат на работа и да не заборавиме тие што не одат на работа треба да седат дома, да бидат во некој вид на контролирана изолација, да речем. Тоа е најдобриот, моментално најдобриот начин на кој што сите граѓани треба да припомогнат во изолирање на ова, односно спречување на класична епидемија во Македонија. Токму така, докторе, на почетокот, кога се појави овој коронавирус, па се уште и во месец декември 2019-та во Кина, во градот Вухан, подоцна јануари, февруари, како се ширеше низ Европа, Италија, може би кај нас, граѓаните, но вклучително заедно со институциите, со властите, не ја сваќаа толку сериозно целата ситуација. Може би затоа уште веднаш не беа спроведени сите оние мерки кои што сега се спроведуваат, како што реков, иако сега се спроведуваат, сепак може би не е доцна да се спречи ширењето на заразата. Така да сериозноста е многу голема и треба да се свати од страна на сите граѓани да ги почитуваат вашите препораки. Би преминал сега повторно уште едно прашање од сферата на економијата, која што ги засега граѓаните, оние кои што нормално се принудно во изолација дома, кои не одат на работа, како ќе проложат понатака во однос на економскиот дел и финансиските примања кои што треба да ги добијат. Не се тоа. Каква е ситуацијата со стоковите резерви во Македонија и дали тие се доволни да ја пребродиме целата оваа криза која што владее во моментов, а сепак не знаеме до кога ќе трае наредниот период? Вака, во однос на стоковите резерви, вчера бевме сведоци дека председателот... Да, ќе ве молам само да изнесеме неколку факти, бидејќи вчера и самиот Пендаровски кажа, тоа прашајте во владата на новинарите и на медиумите, а сепак е раководител на Советот за безбедност и треба да ги поседува сите информации. Ве молам само за граѓаните, ако може малку подетално во однос на стоковите резерви, да знаат како и што се случува со нив. За жал, нели неаме ние многу податоци во однос на тоа колку количински имаме стокови резерви. Она што го има како официјален податок е среднорочната програма за формирање на стоковните резерви за периодот од 2016 до 2020 година, каде што јасно кажува да кажеме дека пченицата треба да има во однос на покриеност на потрошувачката во Република Македонија, значи пченица треба да имаме 120 дена, пченка 60 дена, јачмен 60 дена, готварска сол 45 дена и масло за јадење 45 дена. Со оглед на тоа дека ние не можевме да добиеме податоци во однос на тоа колку се стоковите резерви, затоа што тие податоци имаат третман на класифицирани. Од таа причина единствено што можевме да направиме во овој период како технички дополнителен министер заедно со мојот кабинет беше да ги погледнеме податоците колку средства се издвојувале во последните години во однос на стоковите резерви, односно Агенцијата за стокови резерви, колку средства има издвоено. И има податоци кои што искрено ние ќе ги споделиме со граѓаните, дали се загрижувачки или не, сепак ќе оставиме да каже Агенцијата за стокови резерви заради тоа што нели количинските податоци се кај нив, ова се само вредностни. Но сега ќе ги кажам вака генерално од 2012 година па навака. Да кажеме 2012 година се потрошиле 207 милиони денари, 13 година 121 милион, 14 година 105 милиони, 2015 220 милиони денари, 2016 веќе 66 милиони денари, 2017 10 милиони денари, 2018 147 милиони, 2019 38 милиони и веќе 2020 година само 6 милиони денари. Значи, ако знаевме дека ситуацијата во Кина со коронавирусот започна некаде во декември месец и знаевме дека ќе се пренесе некаде во низ Европа, едноставно ние сите живееме во таков свет, брз свет, сите комуницираме едни со други, логично беше да се очекуваат вакви работи. Не гледаме дека Агенцијата за стокови резерви нешто направила. Пак ќе повторам, ова се податоци вредностни.
Ние само тоа можевме да извадиме како податок. Гледаме дека во некој изминат период се издвојувале повеќе средства, сега помалку, но најдобро е Агенцијата за стокови резерви официјално да излезе со податок, затоа што ова не е нешто што треба да го занемариме, да земеме во предвид дека една Србија која што има огромно производство на храна, забрани извоз на битни производи, ние треба да се погрижиме да видиме какви се стоковите резерви и подитно да превземеме мерки во однос на извозот на храна и барем на оние намирници кои што се многу битни и не дај Боже ако дојдеме во комплетна изолација како држава да ни помогнат нели да го пребродиме овој период. Да, во насока на тоа, сепак Агенцијата за стокови резерви се уште не му излезено конкретно да соопшти со какви резерви располагаме, бидејќи нели ја следиме сите ситуацијата во регионот. Председателот на Србија Вучич веќе излезе со конкретна бројка на намирници, односно житарици кои што им се едни од неопходните, со колку имаат на залихи во тонажа и колку им се потребни за целава оваа година која што им предстои. Така да, еве уште еден апел до Агенцијата за стокови резерви да излезе и да соопшти со какви со колкави резерви практично располагаме. Докторе, Повелете. до вас едно прашање. Нормално, нели, се уште не се знае точната содржина на вирусот, што се содржи сега. Медицински не можам да се изразам, тоа вие подобро го знаете. Која е врстата на вирусот, но сепак, дали има врска отпорноста на коронавирусот со крвната група која што ја имаат граѓаните? Можеби, знам дека се уште не е доистражено и докажано во оваа насока, но дали има врска различна крвна група да биде повеќе имуна или помалку имуна на одредени вируси, вклучително и на врстата на овие ковид вируси? Така. Фала за прашањето. Видете, повторно ќе мора да се вратиме на почетокот. Значи, да подсетиме, се работи за пред некој ден имавме информација дека успеале да го изолираат вирусот од одредени институт за истражувања. Меѓутоа, дали е тоа точно, дали е постапката комплетно завршена, треба да видиме во наредните денови. Оно што сакам да го предочам е следното. За да разбереме за каква непозната уствари всушност станува збор. Во Кина вирусот, коронавирусот или болеста COVID се прошири на повеќе од 80.000 граѓани со еден доста помал процент на смртност. Можеби тоа беше причината што малку поопуштено беше сватен во Европа, конкретно во Италија. Несватливо висока процент на смртност има болеста во Италија. Значи, 2000 и... Ќе ме поправите? 27.980 заболени, 2749 излечени и смртноста е 2158. Тоа е меѓу 8 и 10% во зависност на дневна база како што се менуваат податоците. Тоа е многу повисока од Кина. Еве за една споредба Германија. Само момент. Италијанскиот здравствен систем 8000, пардон. Така. Германија има 8084 активни заболени. Така. Од кои 23 смртни случаеви и 67 излечени. Огромна дискрепанца, огромна разлика во процентот. Сепак, значи, дали се работи за ист или неколку видови на мутации на вирусот, се испитува. Јас колку што имам информации, во зависност од крвната група нема никаква сигнификантно за сега забележана. Мислам дека црната раса од некоја причина исто невостановена е поотпорна. Најмалку случаи има во црната раса и во Африка. Генерално, првите случаи во Африка беа сите импортирани, внесени, исто како кај нас, впрочем. Она што е, значи,
со крвната група нема докажано дека е поврзано нешто. Меѓутоа, се уште траат истражувањата. Многу меѓународни фактори се вклучени во истражувањата да се најде лекот, односно вакцината за самата болест, за да се пронајде самата вакцина, потребно е точно да се утврди геномот на вирусот. Пак ќе повторам, не е познато сега за сега ништо, заради тоа е проблемот всушност во однос на контагиозноста и на ширењето на дисеминацијата на заразата. За споредба, првата заболена, нели сите знаеме, допатува од Италија со превозно средство, сувоземен превоз со комбе и среќа, фала му на Господ, сите кои што се возеле, вклучително и возачот, имала лесна клиничка слика и не заболела негативни и таа е првата практично и излекувана. Да. А за разлика од брачниот пар во Дебар, каде што забележуваме многу поголема заразност. Значи, многу нејасноти кои што ќе треба во наредните недели, месеци, тек научно, стручно да се објаснат. Не можеме да говориме сега за сега, а меѓутоа, во секој случај, враќање од кризните жаришта и останување во самоизолација дома беше мерка на превенција. Да, меѓутоа не ја почитуваат сите граѓани. Вчера видовме дека секоја чест. Идејата беше се остави на само свеста на граѓаните за нивното поимање на здравството, на здравствената култура и на јавното здравство. Пред се, значи, прво за себе, а секако и за здравјето на другите. Сега, покомплексна е, нели, проблематиката, бидејќи не е само за своето здравје и за здравјето на другите, туку како тоа и на животот личен и на животот на другите ќе се одрази пред се од понатамошна подосежна економска гледна точка. Тоа секако министерката подобро знае да го објасни. Значи, сам свеста на граѓаните во Македонија треба да биде насочена кон тоа што ние треба да го презервираме, да го зачуваме животот моментално. И затоа е и мотото на овој лайв чат, затоа што секој живот вреди. Апсолутно. Благодарам. Докторе, кратко уште едно прашање, може би сте запознат, може би не, колка број на пациенти може да се сместат во нашите клиники во Република Македонија и колку истовремено може да се лечат, бидејќи знаеме дека се уште не знаеме точната бројка, се уште не е достигнат пикот на луѓе кои што може да бидат заразени, сепак дај Боже да остане оваа бројка и да не се шири, но знаеме дека интенцијата е да расте оваа бројка, бидејќи еве гледаме секојдневно се појавуваат нови случаеви. Сепак, како што реков, дај Боже да остане оваа бројка, но за жал сепак ќе расте. Колка ви се капацитетите на нашите болници, накусо само да видете, како што кажавте, реално за очекување, такви се и проекциите на Министерството, како што можевме да слушнеме, дека ќе расте бројката на заболени, заразени и да се надеваме сите тие да бидат излекувани и таа бројка да не биде голема. Не би можел да располагам со бројки, бројките ги знаеме сите што ги кажа министерот за здравство. Да бидеме објективни. Во Скопје, во клиничкиот центар постои клиника за инфективни болести. Потоа, знам дека во градската општа болница постои одделение за инфективни болести и потоа сигурно низ болниците во Македонија и така натака. Со тоа што слушнавме пред 2 дена, ќе ме поправите, дека детската болница во Козле, Заводот за лекување педиатриски пациенти од белодробни заболувања во Козле ќе биде пренаменета за евентуален центар за лекување деца заболени со COVID-19. Сега токму така слушнавме дека и приватните болници ќе ставаат хуман гест од приватните болници кои што ги ставаат своите капацитети на така треба и сите
сите фактори во Македонија, не само од здравствениот сектор, туку и од економскиот сектор. Во Македонија има многу добри компании кои што можат да треба да согледаат ситуацијата, треба да помогнат. Ме разбирате, треба да се постават дезинфициенци, бесплатни дезинфициенци на секој влез во, не знам, во маркет, маски, донации. Министерке, кои мерки треба да се имплементираат за помош на граѓаните и бизнис секторот да може да обстои во наредните месеци, бидејќи како што рековме, се уште не знаеме до кога би траела оваа криза, економска криза, но и медицинска криза во однос на заразата COVID-19. Вака се, ВМРО ДПМН уште минатата недела, односно председателот Мицковски излезе со еден предлог на мерки кои што беа можеби поопшти, но од друга страна на некој начин и по разбирливи за граѓаните. Економскиот тим на владава нешто многу заостанува и тоа ме загрижува многу од причина што нели сите очи се вперени во економистите. Извинете, само кратко ја прекинам, но имам една ситуација каде што низ разговор со докториве од медицинскава фела напоменува дека сите оние мерки кои што ги предлагаат Комисијата за здравство од ВМРО ДПМН по неколку дена потоа се прифаќани, односно предлагани од владата. Дали можеби истото ќе се случи со економските мерки, дали можеби веќе се доцни треба да ги прифатат уште веднаш? Требаше да се реагира побрзо, барем по однос на одредени мерки кои што и ВМРО ДПМН ги предложи, но и владата требаше да реагира уште од самиот почеток. Да кажеме, мерката околу замрзнувањето на цените. Таа нема причина да се базира на одредени анализи кои што ќе ги прави владата, така да тоа може да го направат уште минатата недела, да истапат и веднаш да кажат ќе ги замрзнеме цените, знаевме, нели, секојдневно слушавме информации, пораснале цените на маските, не може да се најдат ракавици и така натаму. Требаше таа мерка веднаш да се воведе барем во тој момент. Зошто го велам тоа? И да се замрзнат барем во тој момент беше оправдано цените. Сите аптеки имаа на залиха во моментот и маски и ракавици и тие ги набавиле веќе по некои постоечки цени кои што им важеа во аптеките. По логика на нештата, барем во тој момент беше оправдана таа мерка и веднаш да се направи. Во однос на генерално нели мерките, ние уште минатата недела дадовме еден предлог за да кажеме замрзнување на кредитите. Не знам колку тоа се разбра убаво во јавност, ја денес би сакала малце поубаво да го објаснам и да го образложам. Ке се соочиме со моментот дека граѓаните нема да можат да си ги измируваат своите обврски кон банките и како и компаниите, нели, поготово при новие што се на удара, понатаму како ќе се пресликува и на останатите компании, а со тоа и на вработените таму. Логично беше да се побара замрзнување на обврскиве од банките, па дури и репрограмирање на кредитите. Значи, многу е тоа битно. Но за да го направи тоа банкарскиот сектор, требаше некој да ги повика, да седнат да разговараат, бидејќи не може ние да очекуваме од банките цел терет да го превземат тие. Пазете, ние си имаме ситуација на државата, ќе фалат пари, ќе треба да обезбедува ликвидност. И прво кај ќе се обрати кај банките. Обично секој нели пробува прин дома да побара пари од своите банки. Банките имаат вишок на ликвидност, тоа не е спорно, меѓутоа од друга страна имаат и одредени интерни процедури согласно кои имаат точно одреден износ кој што можат да го дадат или пласираат на државата во различна форма. По информациите кои што ги имам, а и кои што се сигурно точни, во овој момент сите банки го имаат дадено максимумот на средства колку што можеле да го дадат кон државата. Значи сега за да им кажете на банките... Дали е тоа доволно за справување со кризата од страна на домашните банки со максимумот кој што ви може нема да да биде доволно, видете, многу ќе биде комплексен проблемот и јас уште минатата ќе биде недела... и на долг рок секако. Так, уште минатата недела знаат луѓето од мојот кабинет дека прво што направив остварив контакти со неколку меѓународни експерти, луѓе исто така да речеме од банкарскава фела кои што не се веќе во Република Македонија, работат по странство, но разговарав да кажеме и со советникот на председателот Мицковски од Шпанија. Сите нив прво што ги прашав беше дали на меѓународно ниво има доволно пари. Тоа беше првото прашање, затоа што во вакви услови најлогично ќе беше владата првин да се јави кај големите светски финансиски институции, дали ќе е тоа Светска банка, ММФ, Европската банка за обнова и развој и така натаму, да се јави и да ги праша имаме ли средства кај вас, можеме ли да добиеме средства.
И сега јас нормално ги прашувам прво експертите и они ми кажуваат да, не се кире, од тој аспект има доволно средства, но тоа чини. Сега, колку го губиме времето и колку бегаме подалеку од оној момент кога сме можеле иницијално да ги прашаме тие финансиски меѓународни институции за пари, така сега се ќе биде поскапо и поскапо. Домашните банки имаат вишок на ликвидност, но да не се лажеме дека тие не можат целата своја вишок на ликвидност да ја дадат на државата. Многу е проста причината. Еве информации, разговарам со сите банки периодов, информациите говорат дека тие од вчера и од претходните, можеби и претходната недела веќе имале состаноци, каде што разговарале меѓу себе што ќе се случува со нивните проблематични пласмани кои што ќе се јават. Ќе имаме фирми кои што не можат да ги вратат своите кредити, мора да репрограмираат, така? Втора работа е што тие фирми, некои од нив ќе има потреба од дополнителна ликвидност. Ќе треба да чуваат пари да им ги обезбедат на нив затоа што ќе бараат начин првин да си ги спасат своите клиенти. Така да таа вишок на ликвидност која што банките имаат не можат целосно да ја стават на располагање на државата. И ова е сериозен проблем и тука требаше да седнат владата заедно со банките да поразговараат затоа што ова ќе биде проблем сега на сите. И на фирмите, и на банките, и на државата. И ако ние очекуваме само банките да го решаваат проблемот, со тоа што ќе даваат пари на државата, ќе го помагаат стопанството и така натаму, а тие веќе имаат проблеми, ќе не донесе до сериозен проблем. Затоа мислам дека требаше да седнат да разговарат. Јас се надевам дека можеби додека ние сега разговараме, они можеби имаат состанок во влада и преговараат по однос на овие прашања. Во однос на монетарните мерки кои што може да речеме и Народната банка да ги превземе, не гледам друг простор. Еве да кажеме вчера излегоа со некој предлог 0,25% намалување на каматната стапка и сега го дискутираме тоа меѓу нас. Ние имаме еден сериозен проблем во државава, тоа е банките и без тоа се многу затворени и многу тешко одобруваат кредити. Ние сега ќе се најдеме во ситуација банките за да не го зголемуваат своето ризично портфолио и понатаму и да создаваат non-performing loans, како би било нели не проблематични пласмани, тие сега ќе гледаат што повеќе да ги заоструваат своите критериуми. За да можат они да дадат ликвидност во државата, ќе побараат во државата, мислам на стопанството, нели, ќе побараат некоја дополнителна гаранција. Јас следам што се случува низ Европа, еве само еден пример. Малите и средни компании во европските земји се нели најпогодени од оваа ситуација и поради тоа Европската унија носи одлука 1 милиарда евра пари да ги даде како гаранција на Европскиот инвестиционен фонд, а тој понатаму преку комерцијалните банки нели да го пласира во стопанството, со тоа што дава 1 милиарда евра гаранција, но од нив бара 8 милиарди евра да ги стават на располагање на стопанството. Кај нас банките тоа ќе го побараат. Пак ќе речам, не може целиот товар да го истрпат сами. Втора работа покрај ова, значи фискалната политика многу е битна во моментов. Не треба сега да се стега фискалната политика, односно државата да не троши. Што побрзо треба да ги предложат нели мерките. Не ќам да се мешам во тој дел бидејќи она што ние нели го размислуваме, можеби владата не гледа сега во моментот дека треба таму да даде пари. Прават некои анализи да ги сочекаме да кажат какви предлози имаат они, но она што е најбитно и што ќе биде на крајот од денот и што владата мислам дека јасно го знае, е тоа дека годинава ќе имаме зголемен буџетски дефицит, што значи дека ќе имаме помали приходи, а поголеми трошоци. И сега прашањето е во каква форма ќе отидат тие буџетски трошоци. Дали сега ќе ги даваат преку одредени социјални бенефиции кон населението, или пак ќе се смири ситуацијата па преку некои капитални инвестиции ќе вбризгаат пари во економијата. Второво за мене е секако подобро, да се надеваме дека оваа пандемија кај нас ќе заврши побрзо и државата ќе се сконцентрира на трошење на пари повеќе преку капиталните инвестиции, бидејќи мултипликаторот таму е поголем и многу повеќе може да ја извлече економијава од криза, да речам, од негативни стапки на БДП и така натаму. Но повторно ќе кажам, треба на владата да е јасно дека нема овде некој победник или сега ќе калкулираме или не знам што ќе преме. Годинава ќе имаме поголем буџетски дефицит. Сметам дека ако завршиме со 600 милиони евра буџетски дефицит ќе бидеме среќни, барем сега прогнозите го покажуваат тоа. Ние правевме некои проекции на растот на бруто домашниот производ. По наши калкулации тој е во минус,
повторно ќе кажам, се ќе зависи од тоа колку ние ќе се извлечеме брзо и колку ќе се извлечат сите земји кои што се поврзани со нас. Но нема друго чаре освен државата прво да пристапи кон обезбедување на финансиски средства. Сметам дека ќе беше подобро првин да се обратеше во странство, поготово што и Светска банка даде 12 милиарди евра на располагање за држави во развој и неразвиени земји кои што имаат потреба од купување на медицински средства и медицинска опрема. Ако ние немаме маски, немаме средства за дезинфицирање и така натаму, имаме сериозен проблем. Ете им на располагање и тоа ќе беше земено по пониски камати. Пак ќе кажам, колку повеќе се размислуваме што да правиме, цената расте, трошоците ни се зголемуваат, претопени, нели? Односно преку каматните стапки кои што ќе ги добиваме. Да, еве да упатим уште еден апел до граѓаните, бидејќи тоа го налагаат и комерцијалните банки кај нас во Република Македонија, тоа е што повеќе да ги користат електронските плаќања и да не одат во експозитурите доколку не е неопходно да одат. Докторе, дали можеби знаете, бидејќи има загрижени граѓани и родители на деца, дали можеби знаете што ќе се случи со болните деца од Козле кои што се пуштени дома од болницата, баш како што рековте, за намената да биде пренаменета во центар за лекување на деца кои што можеби би биле потенцијални заразени од вирусот, и дали можеби има некој план, дали сте слушнале од Министерството за здравство како тие понатака би се лечени? Информацијата која што даде министерот дека болницата во Козле ќе се пренамени во центар за лекување на деца болни од вирусот, меѓутоа сите пациенти кои што се од Козле ќе бидат згрижени на клиниката за педиатрија, за детски болести. Тоа беше информацијата од... Значи, доколку ова се случи, нема простор за стравување во однос на... Таков е планот. Да. Тоа го Добро, кажа тоа би било јасно. сепак олеснување за родителите на... Да, би на се овие вратил назад малку, но оно што се осврнавте вие дека Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН, Централната комисија, ги следи редовно нели состојбите во секторот здравство и Да, како сепак тоа, сега веќе не е време за политика, не, над воопшто политички проблеми, сите треба заеднички да цело време работиме. сметам дека заземавме еден проактивен став и многу ми е драго што нашите предлози беа прифатени од владата секако. Што значи сите сме, сега е моментот сите да помогнеме. Ако го следевте пресот на председателот на ВМРО господинот Христијан Мицковски, кој што јасно и јавно кажа дека сега не е време за политика, сега е време да се справиме со кризата. Здравието и животот на граѓаните ни е најбитен во моментот. Дали можеби некој од властите од Министерството за здравство лично на официјално ниво ви има покането за можеби некој кризен штаб, сугестии и така натака или не? Сепак се одвива комуникација преку медиумите. Како што знаете, владата има формирано кризен штаб за справување со болеста. Тоа беше еден состанок каде што гостуваше беше односно присутен и председателот Мицковски заедно со Игор Николов и така, не, тоа беше една координација еден вид, а потоа и кризен штаб е формиран. Значи, како што каже председателот Мицковски, ние подадовме рака и стоиме на располагање со сите своји капацитети. Секако. Комисијата за здравство содржи е најбројна во партијата и содржи во нејзе членуваат медицински лица од повеќе профили, секако значи зборуваме за медицинари, стоматолози, фармацевти, луѓе кои што се бавеа со јавно здравство, со здравствен менеджмент. Стоиме на располагање во секој момент да се вклучиме. Секако на нашите работни места ние апсолутно сме дел од здравствениот систем. Ова е во контекст на справување со кризата. Пред се. Апсолутно е едно прашање до двајцата, бидејќи сме при крај. Имаше конкретно прашање, но и сугестија дали можеби не е попаметно да сите институции во држава, сем неопходните кои што се неопходни ги сметаме, здравството кое што секако е прво на линија, царина, Министерството за внатрешни и финанси од делот сепак дали не сметате дека треба да се сведе
функционирањето дневно на минимум, најголем дел од вработените да одат во домашна изолација 2 недели, се со цел за да се спречи намалувањето, намалувањето на ширењето на заразата, бидејќи гледаме дека секојдневно граѓаните сепак и покрај апелите од страна на надлежните, на докторите, на сите останати, се обидуваат да наметнат мислење дека сепак не се случува ништо важно. Дали не сметате дека треба да се сведе на минимум целосното функционирање, односно најголем дел од административните вработени да одат во самоизолација дома и практично на некој начин да застане државата во наредните 2 недели, се со цел да се превенира? Видете, тоа е најдобро решение. Јас сега за Министерство за финансии ќе кажам дека немам таков впечаток, нели дека имаме намален број нели на вработени, оние кои што мораше да останат дома согласно мерките кои што претходно владата ги превзема, односно да речеме овие што имаат мајки или татковци со деца до 10 години, но Министерството за финансии не може да застане со работа, поготово затоа што најголемата тежина е сега тука. Можеби вие сега се е фокусирано во Министерството за здравство заради тоа што нели најмногу сме оптоварени со болеста, но сепак реално е дека секојдневно мора да се одвиваат прин трансакциите. Значи трезорот не може да застане и сите луѓе се на работа. Меѓутоа тоа е сепак еден сектор кој што е, како што рековме, веднаш после здравствениот систем најважен во моментов во оваа криза, но што е со оние други институции и приватни компании кои што и не мораат да функционираат на дневно ниво во оваа криза? Администрацијата, јас се извинувам, администрацијата, да, сега здравство ќе каже така, ја малце другачие ќе кажам. Администрацијата и ќе застане и може да застане затоа што не создаваат некоја не знам каква додадена вредност, туку тие чекаат баш од оно што ќе го сработи стопанството. Многу е тешко за стопанството да застане во овој момент. Рачунајте дека ние имаме компании кои што доколку изгубат една сделка, тешко ќе се вратат на пазарите за кои што работат. Тоа е една работа и не е така едноставно. Кај текстилците знам дека ситуацијата е очајна, знам дека сите таму што работат се буквално еден до друг дишат во врат, но од друга страна ако ги изгубат своите пазари каде што работат, ќе биде многу потешко да се вратат повторно на работа. И сега овдека треба да се слушаат препораките од страна на медицинските лица за да бидат најзаштитени луѓето во администрацијата и стопанството. И сега стопанството треба да биде реално стварно таму каде што има простор и каде што можеби недела до 2 недели може да остават простор да не работат и да застанат, треба да го направат тоа. Се со цел нели побрзо да закрепнеме, но повторно ќе кажам, рачунајте дека комплетно замрување на економијата ќе биде страшно. Са јас се зборам од економски аспект, мислам дека тоа сигурно ќе го кажат и останатите колеги економисти, комплетно да ја замрете економијата не може. Да, прочитав една анализа конкретно од страна на британски аналитичар дека таму строго владата налага да се работи за да не се почувствува Брекзитот кој што беше изгласан. Добро, видете, Британија малку, можеби знам дека сме при крајот, можеби не е соодветен систем, бидејќи колку што имам информации, во Британија справувањето со COVID-19 ќе се оди на база на имунизација на стадото. Значи, они не одат 1960 заболени во моментов. Они ќе одат, значи Британија ќе оди на тоа кој се зарази, ќе биде болен, ќе оздрави и со тоа ќе се спроведе имунизација на целата популација. Видете, британскиот здравствен систем со македонскиот не е компарабилен. Секако би апелирал, ако сме при крај, за следното. Сите сме пациенти, сите сме граѓани на оваа држава, да сватиме сериозноста на моментот. Што значи тоа? Сите оние кои што немаат потреба на вистина да не одат на лекар. Не само во терциерното здравство, и кај колегите матични лекари, да се намали малку притисокот на здравствениот систем. На вистина, од она што можам да го видам, морам да изразам една пофалба за сите здравствени работници, на сите клиники, во сите болници што ги познавам, значи луѓето се на своите работни места, сакаат тешко заболување, значи тука се вели не можам преку ноќ да спијам во орди колапс на можеби ситуација на вистина. Вие во вчерашниот лайвстрим имавме една ситуација која се праша
прашањето за поставување на пациенти на механичка вентилација, На односно на вентилација, популарни респиратори. И морам тука да видам на иста линија со мојот колега и председател на Комисија за здравство, доцент доктор Синиша Стојановски. Јас се надам дека нема да мораме никога да поставуваме на механичка вентилација и нема да дојде до пик ако се придржуваме на мерките за превенција и за самоизолација максимално. Со зборовите на колегите од Италија, да се држиме малку одвоени денеска, за да можеме утре во иднина да се гушнеме, да се видиме зубово. Добро. Ви благодарам за гостувањето. Ќе имаме прилика наредниве денови повторно со давно да го држиме овој лайв чат. Нормално се со цел да можат граѓаните посериозно да ја сватат и да ја согледаат целата ситуација околу кризата со коронавирусот. Секој живот вреди, тоа е нашето мото. Ќе продолжиме и утре во 17:30, ќе дискутираме повторно со медицинско лице и лица кои што се директно дали во реалниот сектор, дали во образованието, финансиите и економијата, за да можат да граѓаните ги постават своите прашања кои што ги интересираат, а недоволно можат да ги најдат одговорите во медиумите. Ние ќе видиме тука, ќе ги почитуваме препораките понатака, апелирам уште еднаш до граѓаните да ги почитуваат препораките и ќе ги следиме информациите во однос на ситуацијата како се движи. И уште еден апел еве конкретно и до властите да ги надминат оние да речам размислувања дека се работи за политички поени и политички интереси, да се стават над ситуацијата и да ги слушаат буквално сите препораки и совети кои што ги даваме, а се корисни за справување побрзо со кризата. Благодарам уште еднаш на вниманието. Се гледам утре во 17:30. Благодарам.